Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. А со вас во оваа емисија ќе биде Лилица Китановска. И денеска ќе зборуваме за македонците во Вест Палм, на овој пат за нивните политички ставови кои се врзани за Македонија. Прилогот следи веднаш по нашиот избор на вести за денеска. BP вели дека тестирањето на поклопецот на дефектниот нафтен бунар со испитување на неговата издржливост на притисокот може да продолжи откако е поправено спорадичното излевање на линијата што води до поклопецот. Тестирањето на поклопецот вчера беше одложено заради откриениот спорадичен дефект. Инаку за овој најнов обид на BP се смета дека има најголеми шанси досега да биде клучната интервенција за запирање на натамошното излевање нафта во Мексиканскиот залив. Иранскиот научник за нуклеарна физика Шахрам Амири се врати во Техеран од САД рано денеска. Тврди дека бил подложен на тешка ментална и физичка тортура од страна на американски агенти, откако минатата година наводно бил киднапиран со вперено оружје додека бил во посета на Саудиска Арабија, пошто бил предаден во американска надлежност. Тој официјално се водел за исчезнат, додека мистериозно не се појави деновиве во Вашингтон. Американски представници ги порекнуваат наводите за грабнување на Амири, велејќи дека бил во земјата по сопствена волја. Весникот Вашингтон Пост пак тврди дека ЦИА на научникот му платила $5 милиони за информации за иранската нуклеарна програма. Информација добиена од нивни извори во владата. Американскиот председател Барак Обама се сретна со демократи во Конгресот кои не се многу среќни со состојбата во економијата и загрижени за предстојните конгресни избори. Спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси разговорите сепак ги опиша како позитивни. Инаку повод за средбата беше изјавата на портпаролот Роберт Гибс кој кажа дека републиканците може да ја добијат контролата во представничкиот дом во ноември. Председателот зад затворени врати со бизнис лидери разговарал за начините за креирање работни места и зголемување на инвестициите за добивање на чиста енергија. Поранешниот председател Бил Клинтон бил еден од присутните на тие разговори. Македонските иселеници од Јужна Флорида силно ги засега прашањето за името. Побудите се различни, но ставот е ист. Не треба да има компромис за менување на уставното име. Велат тие во прилогот на Јане Бојаджиевски, кој деновиве разговараше со некои од овие жители на таа тема. Нема политичка атмосфера да се реши спорот за името ниту до самитот на НАТО во ноември. Вака размислуваат иселениците во Јужна Флорида. Ламбро Димитров со 60 годишно искуство во САД смета дека грчкото лоби е многу повлијателно од македонското. Кога Обама ја почна кампањата за председател, беше поканет во Чикаго од голем број влијателни американци од грчко потекло, кои донираа по $1000 по човек за вечера со него. Така се прават работите. Другиот кандидат, Џон Мекејн, беше примен од грчкиот епископ во Њујорк, уште пред да ја почне кампањата за председател. За медицинската сестра Лена Гоговска од Вест Палм Бич не е можен компромис, а тоа од едноставна причина. Македонија е една. Моje мислење е Македонија да си остане како што е. Патриша Димитров, родена во САД, откако семејството се преселило во Флорида, има поумерен став. Мислам дека треба да се унапреди соработката меѓу луѓето од двете страни на границата. Мислам дека има премногу аргументи кои се апсолутно непотребни. За подпредседателот на црковната општина Драган Пациновски, собственик на бензинска пумпа, нема причина Македонија да отстапи од уставното име, дури и по цена да остане надвор од евроатлантските интеграции. И ние треба да се изјасниме пред Европска унија и пред другите сите, да не доаѓаат ни едните ни другите во заблуда, дека ние едноставно не го менјаме името и зошто да преговараме тогаш? Зошто се преговори ако стои нашата влада, рецимо, цврсто дека нема да го менува името? Едно име имаме, во душата го носиме. Ова не е рефрен од македонска народна песна, туку и став на македонската заедница во Вест Палм Бич, кога ги прашавме што мислат за разликите околу името меѓу Македонија и Грција. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вест Палм Бич, Флорида. Со конзументите кои се надпреваруваат кој побрзо ќе купи понова верзија на електронски уред, проблемот што да се прави со отфрлените производи станува растечка еколошка грижа.
Рециклирањето на електрониката не е популарно како преработка на пластика и хартија, например, но двајца американски студенти тврдат дека е профитабилна. Еве што прават тие. Кога потрошувачите навалија на продавниците на Apple во јуни да го купат најновиот iPhone, еве каде завршија некои од нивните стари мобилни телефони, BlackBerry и постари модели на iPhone. Urinew.com купува користени електронски уреди за рециклирање и во некој случај за препродажба. Компанијата ја започна двајца студенти пред 2,5 години како начин да дојдат до некоја пара. Боб Каси е еден од нив. Денеска на преработка оди околу 10% електроника. Хартија, пластика, слични работи се преработуваат 50%. Сакавме нешто да сториме за тоа. Бизнисот на Urinew.com само за 2 години пораснал над 200%. Според директорот на фирмата Гај Минети, главниот предизвик е развивање на свеста. Знаеме дека има многу бескорисна електронска опрема што собира прав во шкафови, ормани и фиоки. Сакаме да им кажеме на луѓето дека со нивно вадење оттаму можат и да заработат. Нивната компанија ги купува овие предмети. Некои директно одат на рециклирање, други на репрограмирање и повторно на пазарот за мал профит. Дека овие млади се на добар пат, покажува и примерот на Apple. Одговарајќи на притисокот на нивните потрошувачи, Apple сега дава попуст и подарок картички за оние што ќе донесат стари електронски уреди. Вашингтон и Москва деновиве разменија најголем број шпиони по завршувањето на студената војна. Несомнено одличен материјал за книга, но и за изложба во Меѓународниот шпионски музеј овде, во Вашингтон. Што уште има таму, утре ќе ве прошетаме низ него. Утре во Newsflash, неодамнешниот руски шпионски случај, одлична поставка за шпионскиот музеј во Вашингтон. Гледате во петок во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А за најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.